Беше тоа на 7 октомври 1904 година, кога почина Димитар Цанко, македонски просветен деец од 19 век. По завршувањето на образованието работи како учител во родното место се до својата смрт. Меѓу населението бил познат како даскало. Познавал повеќе јазици меѓу кои својот македонскиот, старогрчкиот, новогрчкиот, албанскиот, романскиот и помалку францускиот јазик. Иако пишувал на грчки јазик или преведувал со грчко писмо, заради неговата преведувачка дејност, особено на Евангелието, како и борбата против елинизмот, дејноста на даскалот ја споредуваат со преродбенската активност на Димитар Миладинов, македонскиот преродбеник. Тој ја има најистакнатата улога во изградбата на историскиот континуитет на македонската културна традиција во југоисточна Албанија. Роден е во селото Бобошница, во близина на Корча, Албанија, во 1814 година. Беше тоа на 7 октомври 1910 година, кога во Дојран е роден Ѓорги Јабаџиев, македонски писател, еден од најпознатите прозаисти, публицист и историчар. Негови најпознати дела се Изгрев, епопејата на ножот, Последната средба, Арамиско гнездо, Пустина и други. Умре во Куманово на 2 август 1963 година. На 7 октомври 1913 година во Прилеп е роден Илија Николовски Луј, македонски музички педагог и композитор. Музика учел во Белград и во Софија, а дипломира на Педагошката академија во Скопје. Умира во Скопје на 22 октомври 1973 година. Беше тоа на 7 октомври 1944 година, кога кај селото Смојмирово, во борба против германците, загинал Ацо Караманов, македонски поет и борец во Народно-ослободителната војна во Македонија. Роден е во Радовиш на 31 јануари 1927 година. Беше тоа на 7 октомври 1946 година, кога во Софија започна пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев. Можците пристигнале во Скопје на 10 октомври 1946 година и на празникот 11 октомври биле свечено положени во камениот ковчег. Додека саркофагот со останките на Гоце влегувал во Скопје врнал силен дожд, но тоа не ги поколебало скопјани масовно да излезат и да го пречекаат саркофагот со останките на Гоце Делчев. На 7 октомври 1985 година во Скопје умре Христо Андонов Полјански, македонски историчар, ректор на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, долгогодишен професор на катедрата по историја на Филозофско-историскиот факултет, признат научник, проучувач на историјата на македонскиот народ. Роден е во Дојран на 21 септември 1927 година. Беше тоа на 7 октомври 1991 кога Европската заедница изстави ултиматум на Југославија за 24 часа да ги прекине војните действија на Југословенската народна армија, заканувајќи се со економски санкции. Беше тоа на 7 октомври 1995 година кога умре Христо Христоманов, македонско општествено-политички работник и земјоделско-шумарски стручњак. Смртта настана како последица од повредите добиени при атентатот врз председателот на Република Македонија Киро Глигоров. Роден е во Струмица на 18 јуни 1921 година.